Изминативе 2 години можам да кажам дека Рурална коалиција имаше доста забележителни активности, резултати и успеси за кои што и со кои што нескромно може да се пофалиме. Она што во изминативе 2 години на нас ни остави особен впечаток е што како никогаш претходно имавме можност да вложуваме во сопствениот институционален развој, во развојот на сопствените капацитети, во градењето на човековите ресурси и знаења и успеавме и во делот на воспоставувањето на цврста, организацијска и стабилна структура. Кога ќе речам цврста и стабилна организацијска структура, јас и моите колеги во изминативе 2 години научивме дека тоа значи всушност да имаме цврсти, да имаме стабилни здруженија кои што ќе бидат моќни да ги презентираат своите иницијативи, меѓутоа исто така и своите потреби, како пред локалните власти, така и пред граѓаните чии што интереси ги застапуваат. Исто така, кога веќе сме кај здруженијата, што всушност и нивниот организацијски развој е една од нашите стратешки цели која што во најголем дел успеавме и да ја постигнеме во овој 2-годишен период, е најпрво јакнењето и на нивните капацитети, поддршката и во делот на застапувањето на нивните иницијативи, меѓутоа поддршката и во делот на градењето на нивните капацитети, знаења. И она што исто така за нас е многу значајно е што во овие 2 години успеавме и да го далеку многу повеќе да го зголемиме бројот на здруженијата членки. Па така, ако почнавме со бројка од 40 здруженија, сега веќе после овој 2-годишен период институционален развој, веќе достигнавме до една завидна бројка од 56 локални здруженија кои што делуваат во секторот земјоделство, рурален развој, родовата еднаквост и заштитата на животната средина. Во изминатиот период Хортиеко беше активно вклучен во реализација на проектните активности кои ги спроведуваше Рурална коалиција со нашите членки кои беа вклучени во сите процеси на реализирање на проектот. Исто така голем придонес дадоа и вклучувањето на младите од Струмичкиот регион, каде целта е да се потикнат исто така и младите во тој регион во сите проектни активности, како например влијанието на климатските промени во земјоделието, дигитализација во земјоделското производство и други активности кои се спроведуваа во периодот од овие 2 години. Јас сум Сашко Тодоров, председател на Сдружение на граѓани Ековита и член на Рурална коалиција. Членувањето во Рурална коалиција е за нас како локална здружение е од исклучителна важност, посебно
кога се работи за застапување на нашите потреби пред државните институции, а потоа решавање на пласманот на традиционалните производи преку платформата што има Рурална коалиција, тоа е наша тезга. Кога говориме за здруженијата и нивните капацитети, она што би можеле да го издвоиме е дека во изминативе 2 години успеавме да реализираме над 56 обуки, успеавме и да ги испланираме, меѓутоа и да ги реализираме над 12 локални иницијативи. Исто така успеавме да се поврземе и меѓурегионално. Но она што исто така ни е особено значајно, освен поврзувањето помеѓу нас и помеѓу граѓанските организации кои што делуваме во сите 8 плански региони, многу позначајно е што сега веќе сме препознатливи и како партнер организација не само на национално ниво и помеѓу институциите, туку исто така и нашите здруженија членки се веќе препознатливи партнери на општините со кои што веќе воспоставуваат долгорочна соработка. И на иста маса ги дефинираат иницијативите, предлозите, разговараат за предизвиците со кои што и проблемите со кои што се соочуваат граѓаните. Па така сега веќе се почесто може да ги видиме и реално иницијативите кои што особено се значајни во делот на родово одговорното буџетирање, заедничкото планирање на локалниот економски развој, стратегиите на општините, поврзувањето со бизнис секторот и веќе во одредени региони и во одредени општини во кои што делуваме, веќе може да говориме и за целокупно поврзување на локалната заедница, вклучувајќи ги тука граѓаните, граѓанските организации, бизнис заедницата исто така и секако општините и градоначалниците. Особено значајно за нас во изминативе 2 години е реализацијата и на втората стратешка цела која што ни беше насочена кон економското јакнење на жените и младите од руралните средини. Во ковид пандемијата жените беа една од најпогодените целни групи, каде што дури 84% од нив истакнаа дека имаат негативни ефекти од ковид пандемијата. Тоа всушност за нас беше доволен аларм да многу повеќе се вложиме во насока на економско јакнење на жените и да изнајдеме решение кое што ќе значи подобро економско, меѓутоа исто така подобро економско утро за сите, меѓутоа исто така и унапредување на нивната социјална положба. Преку проектот за институционално јакнење на капацитетите на Рурална коалиција во рамките на програмата на Цивика Мобилитас, меѓу другото успеавме да ја создадеме и првата онлайн платформа, која што ја нарековме прв рурален женски е-пазар, наша тезга, кој што ја овозможува промоцијата, меѓутоа исто така и продажбата на земјоделски производи на над 130 жени од целата територија на нашата држава. Платформата успеавме понатаму да продолжиме да ја развиваме преку донаторскиот кружок. Повторно морам да споменам како резултат на добрата соработка помеѓу граѓанските организации. Меѓутоа тука не се вклучи исто така и бизнис заедницата, останатата донаторска заедница, па така сега на наша тезга не само што ќе може да ги видите производите и исто така да ги нарачате, туку ќе може и да ги слушнете приказните на жените, за нивното производство, за традицијата, за местото во кое што живеат, за положбата во која што се наоѓаат. Да би ја додала и креирањето на првата мерка, мерката 115, за поддршка на жени од рурални средини. Зојца Газепова, инаку регионален координатор на Рурална коалиција од 2020 година, вработена во Асоциација за унапредување на статусот на жената, Женска акција Радовиш, која работиме за застапување и мобилизација на жените и семејно насилство. Со Рурална коалиција имам добра соработка многу одамна, па така решивме заедно со претседателката на Женска акција оваа соработка да ја предлабочиме и да ја преточиме во меморандум, односно да склучиме меморандум за соработка.
Првично, мојата соработка со Рурална коалиција беше преку мерката 115, па потоа се преточи во платформата Наша тезга и така да и ден денес соработуваме. За да се продлабочи сето тоа, се склучи меморандум за соработка во Градската библиотека Браќа Миладиновци во Радовиш помеѓу претседателката на Женска акција Иванка Соколова и извршната директорка на Рурална коалиција Лилијана Јоновски. Меморандумот за соработка беше вклучен на 8 март на Денот на жената оваа година. За таа соработка да биде уште помокина и посилна, решивме да ја дистрибуираме преку соработката која подпишавме заедно со Рурална коалиција, така да стане по-јака, по-мокина, посилна, а со тоа да ги запознаеме и жените кои се нивните женски човекови права. Рурална коалиција и Женска акција и многу други организации кои работат на таа област, гледаме да ги заштитиме жените од таа страна. Рурална коалиција започна со тоа преку мерката 115, потоа преку Наша тезга, каде што жената беше препознатлива по своите не само рачни изработки, туку и по своите земјоделски обврски. Најмногу што ми се допадна од платформата на Наша тезга е што жената земјоделка ќе биде економски зајакната, не само видлива. Сега им се нудат уште многу можности од страна на Рурална коалиција, каде што ние како партнери за соработка Женска акција, заедно со Рурална коалиција, ќе гледаме на повеќе области да можеме заеднички како партнери да аплицираме на проектни апликации кои ќе бидат од наша корист, а за корист на интерес на целните групи, односно на жените од руралните средини. Соработката со институциите е исто така еден од најзначајните сегменти кои што успеавме да го напредиме во овие 2 години. Станавме членка на Советот за соработка на владата со граѓанските организации. Успеавме да заедно во соработка со институциите, меѓутоа тука би ја споменала бизнис заедницата и академијата, посебно факултетот за земјоделски науки и храна, како и ние како граѓански организации, да ја креираме првата мерка 115, која што се однесува на активен женски член во семејно земјоделско стопанство, и тоа е првата финансиска поддршка која што се дава исклучиво на жени од рурални средини. И исто така она што го сметаме за особено значајно достигнување е што за прв пат успеавме да бидеме вклучени во изготвувањето на националниот акцијски план за отворено владино партнерство, каде што 3 заложби кои што се поврзани со напредувањето на квалитетот на услугите во општините, нивното унифицирањето исто така на повиците, јавните повици за граѓанските организации во рамките на општините, како и борбата со климатските промени во делот на земјоделството, ќе се всушност и дел од новиот национален акцијски план за отворено владино партнерство, кој што ќе се реализираат во периодот 2021-2023 година. И за крај, особено би ја споменала за нас исто така многу значајната соработка, односно онаму каде што и постојано работиме, тоа се општините. Успеавме за овој 2 годишен период да подпишеме вкупно 47 меморандуми за соработка со општините на територијата на нашата држава, а со голем дел од нив и активно реализираме проекти од интерес за локалната заедница.